Се шири кругот на фирми кои што цицале од државниот буџет преку фондот за иновации и набавувале медицинска опрема за време на ковид пандемијата, дознава Алфа од своји извори. Станува збор за здравствени приватни ординации кои што се опремувале со медицинска опрема во период кога Македонија се соочуваше со криза, а на чело на Министерството за здравство беше Венко Филипче. Се истражува на кој начин овие ординации добивале пари и дали го прекршиле законот за иновацијска дејност. За сега не се знае за колку ординации станува збор и колку пари земале од фондот. Според последните информации, од наредната недела МВР, обвинителството и финансиската полиција ќе ја добијат документацијата од фондот за иновации. Од обвинителството најавија дека ја чекаат кривичната пријава на директорот на фондот Никола Додов, кој минатата недела на пресконференција обелодени дека во последните 5 години се злоупотребени 3,2 милиони евра за фантом проекти. Антикорупцијска од август оваа година неколку пати досега се обратила до фондот и барала документи за конкретни проекти. Од списокот на фирми кои според информациите на фондот не исполниле обврски и критериуми, а зели илјадници евра се 2 компании со седиште во Струмички Глобал и се поврзани со поранешниот премиер Зоран Заев. На списокот фирми што според информациите незаконски цицале средства се и 2 компании на Дрин Ахмети, внукот на Али Ахмети. За криминалот во фондот поранешен антикорупционер кој што истражувал што се случува таму, коментира дека поранешните директори си носеле правилници, водејќи се од девизата се што не е забрането е дозволено. Според она што на пресконференција го обелодени директорот Додов, откриени се злоупотреби на парите од фондот од страна на 50 приватни здравствени установи. За нив се утврдува основот по кој станале корисници на фондот за иновации. Додов рече дека се поведени постапки за наплата на побарувањата пред надлежен извршител за дел од компаниите. Дел од побарувањата се во фаза на поднесување кривични пријави до обвинителството.